Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, а ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за една честа состојба која што се јавува во урологијата, зошто камењата во уринарниот систем се една од причините за итна уролошка помош. Кои симптоми се аларм за итно одење на лекар, како се поставува дијагнозата. Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Коста Дохчев, специјализант на клиниката за урологија. Доктор Дохчев, добре дојдовте во Добриот доктор. Бала ви, добро најдов. Еве, како што споменав и во најавата, зошто камењата во уринарниот систем се една од причините за итна уролошка помош? Да, камењата во уринарниот систем се една од најчестите причини зашто пациентите се јавуваат на ургентниот центар и една од најчестите состојби во урологијата. Значи, причина зашто се јавуваат во нашите амбуланти. Се карактеризираат со силна болка и акутна болка, нагла болка. Заради тоа и пациентот не чека, поготово кога првпат таа состојба му се јавува. Кај тие што веќе си има јавено и знаат отприлика со што се соочуваат, може да пробуваат со некои аналгетици дома да ја смират болката, меѓутоа таа е неиздржлива болка и поради тоа е една од најчестите причини за јавување на ургентниот центар. Таа силна болка е карактеристична за камењата и таа состојба во уринарниот систем и таа состојба ја нарекуваме ренална колика. Значи, тоа и сакав да ве прашам, како изгледа типична ренална колика? Еве споменавте нели силна болка, зошто толку силна болка се јавува? Да, тоа е нејзиниот карактеристичен знак. Значи типичната ренална колика се манифестира со нејзиниот патагномоничен знак. Тоа е силна, нагла и остра болка во пределот на славинскиот предел, во лумбалниот дел, и може дифузно да се шири од бубрегот кон мочоводот и во долниот дел на абдомен каде што се наоѓа мочниот меур. Најчесто болката е во бубрезите, односно во славинскиот дел. Се карактеризира типичната ренална колика и со повраќање и со гадење. Значи болката е толку интензивна што пациентот има нагони за повраќање и гадење. Има често и немир пациентот. Збориме за физички немир. Само што ќе влезат во нашите амбуланти, ние можеме да приметиме за што се работи. Се држи за половината. Тешко доаѓа до столчето за преглед. Кога ќе седне, не може да најде положба во која што ќе се чувствува комфортно, константно станува, мрда, не може да најде положба во која што не боли. Тоа се многу јаки болки. Кога ќе ги прашам пациентите, кога почна болката, акутно, нагло почна, седев дома, лежев и одма почна болката. Кога ќе се создаде каменот, во бубрегот најчесто, може да биде асимптоматски. Значи, пациентот да не примети, да не примети дека има камен во уринарниот систем, меѓутоа кога ќе почне да се движи долж уринарниот систем, тогаш се јавуваат болките. Кога ќе направи обструкција, самиот мочовод уретер, што ќе проба да го исфрли каменот со своите контракции, тие спазми, тие контракции ја предизвикуваат таа болка. Значи, гадење, повраќање и силна болка, тоа е типичната ренална колика. Немир во седењето, значи изнудената положба, тоа е типично за реналната колика. Висока температура, може и тоа да биде, ако е проследено со инфекции и каменот да биде проследен со инфекции. И некојаш и по неможност за мокрење може да се јави, кај типична ренална колика. Меѓутоа болката, која што е карактеристична, они ја опишуваат како удар со нож пациентите. Значи силна, неподнослива, неиздржлива болка. Силна, остра болка како удар со нож, а некои жени дури ја споредуваат и со породилни болки, појака од породилните болки. Според тоа е дефинирано дека оваа болка на реналната колика е најинтензивна или една од најинтензивните во медицината општо. Да. И затоа всушност тоа е еден од веќе кога има болка, не мора да кажеме тоа е симптом, туку мора веднаш секако да се јават на лекар. Веднаш да се јават на доктор, доколку болките се неиздржливи, да се јават на ургентниот центар. Они ќе пробаат дома со апчиња за болки или со аналгетици да ја смират болката. Кажав, ако се јавува прв пат, пациентот дури ќе биде и во состојба на паника, нема знае што се случува. Меѓутоа тие што преходно во животот имале калкулоза, камења во уринарниот систем, тие отприлика знаат што се случува и знаат како да реагираат, односно веднаш се јавуваат на ургентниот центар. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашиот денешен гостин. Доктор Дохчев, споменавме таа силна болка и таа всушност е алармо дека треба да се побара веднаш итна помош. Меѓутоа, кои други симптоми укажуваат дека може би станува збор за камење во уринарниот систем, па навреме да се побара помош, не да се чека да дојде до таа силна болка? Најчестиот симптом е таа силна болка. Значи тоа е толку товарувачки за пациентот што само тој симптом е доволен да се јави на преглед или на ургентен центар. Пропратни симптоми се повраќањето и гадењето и крвта во урината, која што може да биде видлива
може да биде невидлива за човековото око, односно макро и микрохематурија. Кога е макрохематурија која гледаат со очи пациентите, и тоа дополнително ги исплашува дека нешто страшно се случува во телото, таа крв во урина најверојатно најчесто се должи заради тоа што кога се формираат камењата, тие се кристали, тие кристализираат од материите во урината, калциум, оксалати, уричната киселина, фосфати и слично. Кристализираат со голема концентрација на урина и формираат камен, кој што не е глатка површина, него има нерамни ивици. Како што пробува да го истисне од уринариот систем уретерот, така гребе по површината и се јавува и крв во урината. Или е видлива или невидлива со човековото око. И после ќе направиме например лабораториски испитувања каде што на уринарен тоа сега да ве прашам, кога ќе ви дојде таков пациент со силни болки, со неможност еви за седење, што веднаш се прави како дијагностички процедури за да дојдете нели до дијагнозата? Прво правиме клинички преглед, физикален преглед и земаме анамнеза. Значи добра ваква анамнеза е пола дијагноза. Го испрашуваме пациентот кога се јави прв пат, каков интензитет на болка, дали нагло почна болката или постепено почна да градира. Гадење, повраќање, колку пати повратил или слично, за да исклучиме или да потврдиме некои други дијагнози. Крв во урина и правиме по протокол лабораториска анализа, комплетна лабораторија, да видиме и воспалителни маркери и да видиме уринарен седимент. Најчесто калкулозата, односно каменот во уринарниот систем е проследен со инфекции ако подолго време презистирал во организмот. Најчесто е проследен со уринарни инфекции и, например, ќе имаме позитивна лабораториска анализа. Како што се движи каменот, гребе, народски кажано, по патот и има остатоци од крв во урината. Невидливи за човековото око, меѓутоа нотирани на лабораториските анализи, како еритроцити во уринарен седимент. И пациентите најчесто кога ќе видат тоа крв во урина позитивно на лабораториски анализи, и тоа дополнително ги плаши и одма прашуваат: "Зашто, што е со крвта овде?" Полека викам им објаснувам што се случува. И потоа претпоставам треба да се види каде е локализиран, каде се наоѓа нели каменот и колку е голем. Најважно е ке каменот, за пациентите е најважно болката да се смири. За нас болката е симптом која што ни помага во дијагностиката. Да не беше болката, многу работи немаше се знаат дека се случуваат. Лабораториските анализи, дијагностичките прегледи, радиолошките испитувања. Едно обично ехо е доволно да се види камен во бубрек. И каква последица врз бубрегот остава. Дали има застој, кој што ние нарекуваме хидронефроза, и радиолошките испитувања ја градираат од прв до четврт степен. Прв е најлесниот степен, четврт е сериозен степен. Исто така, најпрецизно можеме да ја видиме на РТГ испитувања или најзлатен стандард, тоа е компјутерската томографија. Каде што точно гледаме каде се наоѓа каменот, колкава големина ја можеме да измериме и каква штета му прави на бубрегот. По патот навер. Ќе зборуваме секако и за големината на камињата и како се нели отстрануваат. Веќе имаме гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало. Да, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и на докторот. Ви благодариме. Имаме на прашање, моментално супругот е веќе 5 ден со болки во бубрегот. Се констатираше дека има камче од левата страна, но болките се неиздржливи, што и покрај дадената терапија, секојдневно сме веќе на ургентниот центар, дури веќе не препознаваат кога ќе влеземе, веќе знаат зашто доаѓаме. Кажете ми во домашни услови како би му помогнале, што би било најдобро освен лековиве што ги пие моментално. Значи, колку што ве разбрав, веќе му е поставена дијагнозата и дадена му е терапија за... Да, он беше на уролог, беше и претходно на терминот за машко здравје, нели, кога беше во ноември, констатирано е дека има камче во бубрегот од некои 6 мм, кој што тогаш не појави проблем, но ево од пред 5 дена почна нагло со болки, кои што малку не се неподносливи. Така. Јасно. Еве, доктор Докчев, тоа и што го зборувавме дека. Да. 6 мм камче се смета и за мало камче, до некаде, до сантим отприлика се сметаат за мали камчиња, кои што можат спонтано да се елиминираат од телото или ние со некаква стимулација, со некаква конзервативна терапија да ги елиминира пациентот. Зависи каде се наоѓа камчето
во кој дел на уринарниот систем, каква последица прави на бубрегот и дали е инклавиран или не, заглавен или не. Верувам дека колегите од урологија, каде што се прегледало, соодветно реагирали и соодветно го третирале тоа. Зависи. Важно е бубрегот да биде очуван, да болките се неподносливи, ја тоа го разбирам, меѓутоа нас болките ни се секундарни. За пациентот се примарни, за нас се секундарни. За нас примарно е состојбата на бубрегот. Да се превенира обструктивна нефропатија, значи оштетување на бубрегот заради обструкција. Мора да тече урината. Тоа во урологијата мора да тече. Бидејќи што не е хоспитализиран и е во домашни услови, претпоставам дека нема нешто такво сериозно, меѓутоа еве што во домашни услови да си помогнат за да нема такви аналгетици кои што им помагаат на пациентите највеќе. Ја и од разговор со пациентите кои што доаѓаат често и на ургентниот центар заради таа причина, велат ништо не ми помагаат аналгетици. И тоа и најчесто е така кога веќе телото, да кажеме, обтрпнало на таа терапија и едноставно не помагаат више тие аналгетици. Тука треба или да се делува со кршење на каменот, дали со звучни бранови, ЕСВЛ, или со оперативен третман. Меѓутоа, најважно за нас, како доктори, како уролози, е да се зачува бубрегот, да не се трпи застојна промена на бубрегот. Тој во секој случај да се консултираат можеби повторно со уролог, со неговиот ординирачки уролог, верувам дека соодветно ќе го решат тоа. Да. Така. Еве, јас се надевам дека го слушна одговорот нашата гледачка. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас, до докторот. Ви благодариме, повелете. Прашање едно. Значи, имам во десниот бубрек камен од 2,5 сантима. Имав договорено значи да се крши, значи тие работи се, но имам проблем со Ешерихија коли. Значи таа бактерија не можам никако да ја исфрлам. Значи одговор не знам со колку уролози правев овие, сите ми дава, значи ваков антибиотик, таков антибиотик, значи еве и сега, значи со договорена нели операција се истата бактерија се појави. Одговор сам докторот, еве и да слушнам и негово мислење, да видиме он што ќе ми каже. Така, јас ви благодарам за јавањето. Претпоставам дека и не може да се направи таа интервенција доколку не се елиминира бактеријата. Таа бактерија е една од најчестите бактерии, за жал. Тешка е за искоренување, меѓутоа е ајде да кажеме, безопасна бактерија, која што многу од пациентите наши ја имаат. Дали последица на калкулоза или некоја друга последица или едноставно уринарна инфекција. Прво се действува со антибиотици на позитивна уринокултура. Значи, кога ние побараме уринокултура, гледаме колкав број се наоѓа, 100.000, 10.000, 75.000, милион или над милион. Тие се досадна бактерија за лекување, затоа што презистира и често се јавува. Верувам дека на пациентот му е веќе преку глава и од одење на лекари и од све, мора да биде поупорен. Значи мора да се хидрира уринарниот систем, да се пие течности многу, да се пробува константно да се елиминира таа бактерија, редовни уринокултури, зборам на месец, 2, 3, да се види дали се уште презистира и дали бројот се намалува на таа бактерија. И за жал, доколку има камен во бубрегот, најчесто е проследен со уринарни инфекции, односно со бактерии. Да види со својот уролог, да му даде соодветно решение. Еве, например, прво да се реши калкулозата, па потоа да се лекува и уринарната инфекција. Може и тоа. Да, значи во секој случај пак со својот уролог да се консултира. Да, апсолутно. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Ви благодарам, повелете. Имам едно прашање. Не знам дали се работи за камен во бубрек, али имам многу болка од левата страна, а кичмата ми е, што да ви кажам, оштетена. И сега од левата страна јас имам, отокот ми е многу поголем отколку од десната страна. И сега не можам јас да оценам дали тоа се работи од кичмата или е нешто со бубрегот. Да ви кажам дека, на докторот да му кажам дека јас имам пречки во мокрењето ноќно време. Мокрењето ми е многу, треба 5-10 минути да седам и да пуштам мокрача.
и тоа оди многу бавно, многу бавно оди, а тоа се почна да се дешава и дневно. Дали соматичен лекар ве упати на некои дополнителни испитувања? Па сега матичниот лекар ме упати на нефрологија да испитам ехо на бубрезите. Дали е тоа доволно или треба некаде да се јавам на друго место? Така. И јас ви благодарам многу за јавувањето. Претпоставам дека овие симптоми не се од кичмата што вели нашата. Додека не знаеме со што располагаме, болката може да биде и од кичмата, и од бубрегот, и од било што. Преглед, значи да се направи преглед. Одлично што отишла кај матичниот лекар, сега да се јави или на нефрологија или на урологија. Да, еве закажано за бубрези. И да започнеме со испитувањата. Значи правиме по протокол. Лабораторија, радиолошки испитувања, разговор со пациентот, да видиме анамнезата да земеме и ќе донесеме заклучок. Значи без преглед не можеме да знаеме за што се случува. Може да нагаѓаме. Дали е доволно еве тој беше само ехо на бубрези или треба и нешто? Ехо на уринарен систем, да. Доколку се наоѓа во бубрегот, најчесто што болката таму ја опише пациентката, ако има камче, одма ќе се види и ќе се опише како минерална сенка, така најчесто го опишуваат. И ако има застојни промени на бубрегот, ќе ги опишат. Хидронефроза од тој степен. И препорака да се види со уролог, ќе биде сигурно. Да. Доколку не е до бубрезите, претпоставам дека ќе се даде. Доколку е со кичмата, ја не знам за каква патологија се работи, да се јави или на ортопед или на неврохирург. Така. Пред да ги вклучиме следните гледачи, доктор Докчев, нели сега споменавме дека со компјутерска томографија може да се види каде е лоциран, како е лоциран, колкав е каменот. Да. Дали камен, еве во тој уринарен систем, може да помине само од себе, или пак секако ќе биде потребна, неопходна некоја интервенција? Доколку камчето е мало и зависи каде се наоѓа во уринарниот систем, ние очекуваме спонтано да се елиминира. Дури и стимулираме спонтана елиминација. Најдобриот совет тука е течности да се внесуваат. Значи течности. Ако ќе ги прашам пациентите во амбуланта, внесувате доволно течности? Да. Колку? Па до пола литар до литар на ден. Не е тоа доволно, повеќе. Поготово со состојба на калкулоза. Колку треба? Па од 2 до 3 литра. Од 2 до 3 литра и зависи колку може и организмот да поднесе и навиките за пиење на вода, меѓутоа во тој период треба да се форсира, затоа што тоа е најдобриот лек, значи внесување на течност. Доколку е на полесно место каменот, може да се претпоставам отстрани. Вака наједноставно звучи, без некои тешки терапии, без нешто, значи доколку камчето е мало или се работи за песок, да кажеме за песок во уринарниот систем. Болно е, меѓутоа е краткотрајна болката и пациентот кога ќе го исфрли каменот, одма чувствува олеснување. Очекуваме спонтано да се елиминира, меѓутоа кога не може спонтано да се елиминира, дали е голем камен или едноставно е некаде заглавен и прави обструктивни промени, тогаш веќе мораме да интервенираме. Како што напоменав претходно, најважно за нас е состојбата на бубрегот, тие обструктивни промени. Доколку не може урината да тече од бубрегот кон мочниот меур, тогаш мора да интервенираме со поставување со дезобструкција. Значи поставување на таа сонда, GG сонда, или доколку е невозможно да се постави GG сонда по уретерот, да се постави перкутарна нефростома. Урината мора да се евакуира од бубрегот, затоа што тука настануваат застојни промени и е тло за инфекции. Така. А кои се со какви интервенции се применуваат на урологија? Ќе продолжиме прво да ги слушнеме еве прашањата на нашите гледачи. Повелете, во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Имам едно прашање до доктора. Повелете. Од 20 јули пациент со уринарна инфекција со високо CRP 230 третиран со антибиотик во дневна болница сабајле и вечер во 8 септември. Од тогаш пациентот е со катетер и се стабилизира CRP-то, уреа креатинин стално контролиран, се во ред. Секој месец одеме на контрола за промена на катетер. Меѓутоа сега пациентот е повреден, падна и е во кревет. И преди промена на катетерот стално правам уринокултура. И има бактерија различна и спрема антибиограмот даваме терапија. Сега ме интересира, повеќе доктори го сменија катетерот, пошто сум медицинска сестра во пензија
И поред катетерот, значи, стално од едната страна излегува мокрача. И во уринарната кеса и поред катетерот. Што е причината? Задори сега во домашни услови се плачеше докторката кога дојде да го смене, како може преко катетерот да излегува мокрача. И се чудат и они не ми објаснуваат што е причината што се случува така. Дали може докторот да ми пообјасни? Така, јас ви благодарам многу за јавањето. Да. За константните уринарни инфекции веќе кажав, тоа мора да се вложи внимание врз тоа, затоа што е тешко за искоренување, зависи која бактерија и колку е присутна во телото. За катетерот од друга страна, тоа е ендоскопска манипулација која што неверојатно со причина е поставена, дали е неможно за мокрење или е едноставно тоа што пациентот не може да станува да мокри пошто бил повреден. Веројатно со причина е ставен катетерот. И да, се менува на секои 4 недели ако се работи за фолиев катетер, а ако е силиконски катетер може и до 2 и до 3 месеци да се менува. Еве нека го земат тој, да знаат дека за 2 до 3 месеци може да се да стои без да направи некои тешки инфекции. Овој другиот катетер мора на 4 до 3 до 4 недели да се менува. Зашто тече покрај катетерот? Или катетерот е премал, например, ние како ги градираме од 16 до 22 ЦХ, може да биде помал, нека видат следен пат кога ќе го менуваат катетерот да се стави поголем катетер. Да, поголем катетер. Или, едноставно, најчестата причина зашто тече од страна на катетерот е запнат катетер. Запнат катетер, меѓутоа тоа на уролог да се јави, затоа што ние ќе го решиме тоа само. Значи во секој случај треба да се консултира со уролог. Пред да ги вклучиме следниве гледачи, кога доктор Докчев веќе и напоменавме, кога препорачувате медикаментозен третман, а кога на пациентот му велите ова не може со лекови или со вода, туку мора да се направи хируршка интервенција. Да, во зависност од колку долго каменот стои, колку е голем каменот и во кој дел е локализиран. Доколку камчето е мало, како што кажав претходно, ние очекуваме спонтано да се елиминира. Делуваме со лекарства, али лекарства за болка и лекарства за кои што се суплементи на исхрана, кои што можат да го намалат во волумен каменот, меѓутоа не да го стопат, да го снема од уринарниот систем. Така да тоа е таа медикаментозна терапија која што најчесто заради внесот на течности се елиминира. Значи тоа е најважното, внесот на течности во уринарниот систем. Кога ќе видиме дека презистира камчето, сме пробале секакви можни начини, едноставно не сега да се елиминира, а и може да не е доволно големо за да прави обструкција, меѓутоа таму е и е плод за инфекции. Кога правите кршење, нели? Да. А кога е она минимално инвазивна хирургија со отстранување? Доколку е мало камчето, да кажеме и до сантим и пол и 2, можеме да пробаме и со кршење, што не е со ендоскопска манипулација преку природните отвори на телото, него е наречено, тоа се нарекува ESVL, Extracorporeal Shockwave Lithotripsија. Преку звучни вранови се крши камчето. За жал, ке нас на клиника тој апарат во скоро време се расипа, стариот апарат од 30 и нешто години, треба да се смени. Мислам дека друга установа што има таков апарат е 8 септември, не сум сигурен, така да некој ќе ги препраќаме и таму пациентите за кршење на камен такво. Кога и тоа нема да сака, после например неколку кршења на ESVL, нема да сака каменот да се скрши, а прави обструктивни промени и прави нелагодни тегоби на пациентот, едноставно мора да се закаже оперативен третман. Тоа е, да. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. И поздрав до вас, водителката, и до докторот. Имам едно прашање до докторот. Се работи за мајка ми. Мајка ми е родена со еден бубрек. Малку е со десен бубрек, лев бубрек нема и е поголем од нормалниот. Сега, она нема никакви болки, нема ништо, али кога да направи мокрачно испитување, секогаш има крв во мокрачата. Примаше антибиотик, беше кај уролог, да прави повеќе испитувања, значи ништо не се открија, а пред некој ден исто имаше крвна слика со мокрача, исто има крв во мокрачата. Така.
Така, јас ви благодарам многу за неувањето. Так. Дали може би треба некоја дополнително испитување? Па треба, да, ако е константна таа состојба на хематурија, крв во урина, треба да се најде причината зошто. Дали е некоја повреда, дали е камен во уринариот систем, не да може туморско заболување на мозочниот меур или на уринариот систем. Мора да се открие зошто. Да напоменам, кај пациентите кои што имаат еден бубрек, дали од раѓање или заради некоја нефректомија, во текот на животот, секоја состојба на калкулоза, на камења, треба да се свати сериозно. Затоа што тој еден бубрек, доколку само еден. Само еден, и доколку пациентот не се јави навремено на лекар и се јави во касна фаза, може да дојде до губење на бубрегот, односно да дојде во хронична бубрежна инсуфициенција. И тоа е сериозна компликација. Исто така бремените жени и децата, секоја калкулоза треба да се свати сериозно кај нив и веднаш да се јават на преглед и да имаат и благи симптоми. Значи благи симптоми. Значи кај гледачката еве што праша за мајка и не е доволно само предпоставам лабораториски, туку треба и мора да се направат убави испитувања, детални испитувања. Значи на урологија дефинитивно. Така. За крвта во урина што кажа, мора да се најде причината. Еве може да се закаже и цистоскопија да се направи, да се види со камера внатрешноста на мозочниот меур, да се најде причината зашто се случува тоа. Така. Еве јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, Поздрав до вас и до докторот. Ви благодариме. Сега, моето прашање до вас е, мојот сопруг помина 2 пати низ тие проблеми, да речам, како што ги наведе докторот. Еднаш, да речам, беше во средно училиште и после 15 години пак добива напад. Сега е во ред, нема никакви проблеми. Прашањето до вас ми е зошто и поради која причина се прават, да речам, овие камења во бубрегот и на што да се внимава во однос на исхрана, пијалоци. Што е тоа што доведува формирање на овие камења? Ви благодарам. Ви благодарам многу за јавувањето. Ова секако ни беше предвидено како прашање, еве добро прашање од нашата гледачка. Зошто се појавува? Убаво прашање постави. И кои се склони? Претпоставам дека не секој добива камења во убаво уринариот прашање систем. постави пациентката како на испит, убаво прашање. Зашто се создаваат камењата? Искрено постојат многу теории во светот зашто се создаваат камењата во уринариот систем и никоја не е општо прифатена како дефиниција. Значи можеме да кажеме дека е од идиопатска етиологија, од непозната причина. Некои теории се прифатени дека концентрациите, значи на висок внес на калциум, на исхрана со оксалати, со уричната киселина, со фосфати може да допринесе до создавање на камчињата. Тие, нели, како што кажеш на почетокот, висока концентрација на тие материи во урината се, да кажеме, таложат и кристализираат. Така се создаваат камчињата. Но никој не знае точно зашто и кога се создаваат камчињата. Меѓутоа знаеме како да ги решиме. Меѓутоа како да си помогнеме, и тоа праша гледачката, па за да не дојде до создавање на... Да. Треба да се внимава со исхраната. Значи многу внес на соли не треба, на сол. Треба да се внимава со внесот на сол. Треба да се внимава со црвеното месо. Значи да се јаде, ама да се внимава, се што е прекумерено е лошо. Да се внимава со храна богата со оксалати, спанак, чоколадо и така натака. За калциумот. Многу луѓе прашуваат за калциумот. Да, бидејќи од една страна треба за коските, од друга страна ако се претара може до камења да дојде. Да. Не треба да се исклучи внесот на калциум. Калциумот е многу важен минерал за организмот. Меѓутоа, треба да се прави баланс во внесувањето. Значи, мислам дека од прилика 1000 милиграми на ден за возрастни е нормална количина на калциум, за внес на калциум, и да се избегнуваат суплементи на калциум. Преку природните извори, преку исхраната да се внесува. И најважно од све, вода. Така, еве јас се надевам дека нашата гледачка го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака, поздрав на вас, поздрав на докторот. Ви благодариме, повелете. Сакам да прашам за мојот сопруг. Диагностиравме пред негде октомври, средината на октомври беше, 3 камчиња во левиот бубрек и едно камче во десниот бубрек. Значи, дадена ни терапија дури од Германија, Лемаренен. После толку време, таа сега пред негде 10 дена, ги истори од тие 3 камења на левиот бубрек, му останал само едниот камен на десниот бубрек. Правевме и длабенско снимање се, крвземено се, окей.
Беше ми прашањето дали пак може да се деси некој проблем да изфрли толку многу камења, пошто чекавме друг период да може да ги изфрли. Така. Јас ви благодарам многу за јавувањето. Да. Еве, 3 ги изфрлил од едниот бубрек. Нема правило дека мора само едно камче да се јави, најчесто се јавуваат и повеќе камчиња во ирелевниот систем. Тоа е до склоност на организмот да создава камења. Добро е што успел да ги изфрли. Тоа е едното што останало. Доколку не прави болка, доколку нема симптоми, доколку нема уринарни инфекции, застојни промени на бубрегот, тоа може да стои со години и никогаш да не направи проблем. Тоа се заглавува негде во бубрегот, си наоѓа свое место, се инклавира и може никогаш во животот да не му направи проблем. Најчесто и така акцидентално ги откриваме. Значи тоа е добро што си прават контроли и ве било се во ред. Контроли апсолутно, секогаш. Изфрлањето на камења е најбо спонтано кога ќе се случи, спонтано. Доколку треба ние да интервенираме, после тоа е и ризик за чести инфекции. Да, тоа ми беше и следно прашање, меѓутоа еве да вклучим уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, вас слушаме. Покасно поздрав прво до емисијата и до докторот. Благодарам. Ви благодариме. Малку покасно сум вклучен во програмата, гледам на уролошка тема се зборувам. Так. Јас сум имам проблем со простата, ја решавам со употреба на танис и така 2-3 години функционирам. Докторот ако може да ми одговори, имам нарачано простамол комплекс од Натура терапи. Некои 3 шишенца по 30 капсули. Дали докторе да ги употребувам или да не ги употребувам? Како вие ќе ми препорачате? Ве разбравме многу, еве ова е она суплементска што зборувавме терапија. Убаво прашање, значи состојбата со простатата е исто така едно од најчестите состојби во урологијата. Препоставувам дека се работи за бенина простатична хиперплазија. Не ми кажа само пациентот дали има симптоми на мокрење, тоа е важно, пошто на пример ако нема симптоми на мокрење, позитивни симптоми на нарушено мокрење, тогаш и може да нема потреба терапија или заради тамсулозинот, мислам дека тамсулозин користеше, заради тамсулозинот кој што е лек, му се подобрени симптомите на мокрење. Често пациенти прашуваат што да земат како дополнително. Тоа ги оставам на нив да одлучат. Не промовирам ништо што е надвор од evidence-based medicine. Може, нека проба. Нема ништо на одмет да дојде. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ви благодарам. Вака сакам да поставам едно прашање својствено на претходните гледачи. Исто така мојот сопруг со камења повеќе во бубрегот пронајдени. Прво му пронајдоа првично во каналот. Значи во мозниот канал. Не можеше да се види на бубрезите и мислевме дека не е каменот во бубрегот. Меѓутоа сега со компјутерската томографија најдено е во горна и средна група на чашки на лев бубрек се гледаат неколку конгременти кои се конфлуентни и со вкупен диаметар од 30 мм мерено во коронална рамнина. Малку ова 30 мм мерено во коронална рамнина не ми е баш јасно која е всушност димензијата на каменот што е на отворот на бубрегот. Значи на левиот бубрек се наоѓа. Да. Тоа е некоја група од бубрези, од каменчиња, од каменчиња, сигурно неколку каменчиња се споени едно до друго, што не може, има и болки и често мокри. Претежно мокрењето е навечер и имаше и печење при мокрењето, па му примаше антибиотици за да се спречи печењето. И сега би сакала да знам што би можеле понатаму да реагираме. Дали ќе се премине на оперативен запад или би можело ова да се реши со кршење или со... Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Ево беше извештајот што ни го... Да. Пак ќе кажам, зависност од големината на каменот, локализацијата на каменот. Доколку се многу камчиња во бубрегот кои што се споиле, тоа е калиформна калкулоза, таа најчесто не може спонтано да се елиминира, дури и не можеме да ја скршиме. Мора да се направи оперативен третман. Дури со класична операција, со рез. А веќе има и симптоми како што разбрав потешки, со болки, со често мокрење. Само се почести инфекции ќе има, се почести тегови ќе има, значи нека се јави во нашите амбуланти на урологија и мораме право да направиме сите испитувања.
а потоа да го решиме. Бидејќи имаме уште кратко време до крајот на емисијата, доктор Докчев, поеднаш помината и третирана ренална колика, колку тој пациент е ризичен дека повторно може да се Да, за жал е ризичен. Ризичен е да се јави често појавување на таа состојба. Мора да се прават контроли и мора да се води евиденција на, ајде да кажеме, хигиено-диететскиот режим. Зборам за кога се надвор од наша контрола работите, пациентите дома сами да си направат една диететски режим. Кога ќе се јави повторно камчето, ние нормално соодветно ќе го решаваме. И секако ми остана уште едно прашање, кога имаме нели она кршење на камењата, сега веќе се скршени, тие треба да се исфрлат. Да. Колку тоа само исфрлање и поминување низ тие канали може да доведе до одредена уринарна инфекција? Може да доведе до уринарна инфекција. Кога се крши мал камен, значи се очекува да се елиминира за неколку дена или до една недела. Ако е камен кој што се крши во оперативна сала, најчесто и за време на операцијата пробуваме да извадиме 90% од каменот. Све што ќе остане ќе се елиминира спонтано. Секако најважно е да се стави сонда при оперативната интервенција за да обезбедиме нормален проток на урината од бубрегот до мозочниот меур. Тоа ни е главната цел, заштита на бубрегот. Да. Значи, тие се чести и вообичаени, не е нешто... Не е ретко воопште. Најчестите интервенции кои што ги правиме се во зборам за оперативна сала, надвор од амбулантската ендоскопија, кој што поставуваме сонди и перкутани нефростоми за деривација на урината. Ова е операција која што е рутинска за нас. Уретерореноскопија. Се влегува со инструмент преку природните отвори на телото во хируршка сала, се локализира камчето и се крши. Се евакуира што може да се евакуира и се поставува сонда. Потоа оставаме на пациентот спонтано да го елиминира. Со текот на време сондата се вади кога ќе треба да се извади, за да се заштити бубрегот од застојни промени. Тоа е најважното. Други методи, ние на клиника можеме да се пофалиме дека имаме најсовремените светски методи за решавање. Имаме све, освен робот, меѓутоа и тоа ќе се случи. Тие се техниките УРС, уретерореноскопија, тоа се ендоскопски методи, ласер, ултразвук за кршење и кога е тоа све неможно, преминуваме на класичната операција, тоа е се со рез. Така. Доктор Докчев, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте мој денешен гости, што ве убаво им објаснивте на нашите гледачи колку може да биде и сериозно нели камењата во уринарниот систем, кои се симптомите. Не знаеме зошто настануваат, но знаеме како може да превенираме, а тоа е како што рековте да се пие многу вода и да се внимава на исхраната. Така. Ви благодарам уште еднаш за вашето денешно гостување. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.